Дел од членовите на УПОС кои сметаат дека реизборот на Пецо Грујовски за председател на оваа синдикална организација е нелегитимен, денеска повторно се обратија до техничката министерка за труд и социјална политика Фросина Ременски, затоа што дала легитимитет за изборот на Грујовски, а со тоа е директен учесник во кршењето на законите во Република Македонија. Според нив, Ременски го крши законот и ја поддржува незаконската работа и криминалот на досегашниот председател на УПОС. Министерката, наместо да го искористи законското право и да не го подпишува решението, тоест известувањето до Централниот регистар на Република Македонија за запишување во регистарот на синдикати, поточно да не врши упис на лицето за застапување на синдикатот на УПОС Пецо Грујовски, како и да не испраќа известување до Централниот регистар на Република Македонија, бидејќи за негов избор не е спроведена постапка согласно статутот, кој според Законот за работни односи член 188 е највисок документ за уредување на правата на членовите на еден синдикат, министерката госпоѓа Фросина Ременски одлучи да даде легитимитет и да биде учесник во кршењето на законите во Република Македонија. Членовите на УПОС сметаат дека техничката министерка Ременски наместо да го штити законот, таа се однесува дволично и го поддржува лицето Пецо Грујовски кој им го украде демократското право на глас на членовите на синдикатот на УПОС. Министерката не упатува на судски спор, а таа како најодговорна за чување на демократските процеси во ваквите институции како што е синдикатот се прогласува за ненадлежна. А од друга страна, иако знае дека се прекршени сите демократски начала за спроведување на избори во синдикатите, што и самата го констатира, наместо да го штити законот за работни односи, подпишува известување до Централниот регистар на Република Македонија, во кое известување го повикува органот да спроведе упис на промена во регистарот на синдикати во Централниот регистар, со што ја покажува нејзината дволичност во врска со овој случај. Членовите на УПОС им порачаа на останатите членови на синдикатот да не губат надеж, бидејќи за оваа ќе бидат известени сите надлежни организации во Република Македонија, а пред се основното јавно обвинителство.